период од годината родителите секако се подготвуваат да заминат никаде на одмор со децата, без разлика дали е тоа на езеро, море, можеби и на базен, оние кои што сакаат да одморат во овие летни денови, но често треба и да се внимава да не се повредат децата. Се случуваат и такви проблеми на плажите, но затоа се тука докторите да ни кажат совети како да реагираме како родители и како да му кажеме прва помош доколку не е нешто сериозно, ако е сериозно да се упатиме веднаш на лекар. Ова утро разговарам со доктор Валентина Ставровска-Ливринска, специјалист педијатар. Одлична тема, докторка, за овој период. Верувам дека овие совети кои што ќе ни ги дадете ќе им значат на родителите и сите оние кои што се на одмор со децата, можеби бабите, дадовците, тетките, ќе помогнат доколку не дај Боже се случат одредени инциденти, да кажеме, на плажите или базените. Добро утро. Така, добро утро. За вас и за вашите гледачи благодарам на поканата и се надевам дека ќе бидеме од полза, барем малце ќе им помогнеме на родителите во вакви непредвидени ситуации. Така, често пати се случува децата и да се исечат насакајќи на плажите или пак да се лизнат, да паднат. Меѓутоа родителите секако веднаш паничат и тоа е нормално, но како да им се укаже на децата таа прва помош? Така. Гледате, повредите се од минимални сосема безазлени па до сериозни повреди, а пошто е летото таков период од годината кога нели се често надвор и пошто се дечињата такви какви што се, нели движечка сила тие не застануваат воопшто, можни се различни повреди. Сега да почнеме да речеме од базените. Кога се на базен децата, често се лизгафе подот, мокри се стапалците на ноџињата, па знаат да паднат, да се лизнат и повредите што тука може да се случат се најчесто некои благи набиеници, ситна посекотина, некоја малецка, контузија, истегнување некое, па дури нели мала посекотина што може и да крвари. Во поголема траума, сега збориме за поцрн сценарио, може и фрактура дори да се случи. Евентуално кога збориме уште кај базените, се случува да има иритација на очињата нели од хлорта што ја има во водата, па дури иритација на кожата. Исто да го напоменаме многу често како сериозна компликација пливачко увце. Значи тоа е честа појава кај дечиња што се склони на воспаление на увцињата, заостанува дел од водичката во внатрешноста на каналчето, прави погодна подлога за развивање на бактерии, ќе се направи воспаление на надворешно увце. Така наречено пливачко. Потоа во однос на престој да речеме на плажи, исто така можна е посекотина, многу често каснатини од инсекти, од пчелка, од оса и секако ако се на море, нели згазнување на морско еже, евентуално нели допир од медуза, па дури сега поново нели доста актуелно споменаа како риба, нели некоја риба што нагризува, буквално видовме едно видео каде што откинува дел од конзерва, што дури се посомневавме дали е вештачка интелигенција. Како и да не одиме толку далеку, што се случува друго? Исто така експозиција на сонце, поготово во оној период кога е меѓу 11 и 17 часот, може да доведе до изгореници ако немаме адекватна крема за сончење, може да се случи сончаница кога имаме експозиција на главчето или вратото и дел од телото, евентуално топлотна исцрпеност, па дури топлотен удар што е веќе живото загрозувачка ситуација и баран или посета на лекар. Друга некоја проблематика што исто така може да се јави се дехидратација, патувачка диареја или со повраќање со пролив, па дечињата се склони на дехидратација, појава на тровање со храна, евентуално нели во туѓите држави, изгореници ги напоминавме и се разбира нели како давење што е нели не сакам ни да го зборам како црно сценарио, меѓутоа сепак е можно. Тоа се горе-долу најчестите повреди што би можеле да се појават. Така, како да реагираат родителите? Вие набројавте неколку реални ситуации кои што може да се случат и тоа е сосема нормално нели кај дечињата. Споменавте за базените, дека може да дојде до лизгање, набиеници. Се верувам дека детето ќе се вознемири и родителот кој што ќе го фати паника во тој период, меѓутоа како да се укаже таа прва помош додека да отидат до лекар или додека да дојде или брзата помош доколку е неопходно. Што да направат во тој момент? Да. Ако се работи за мала повреда на да речеме абразија, ситна посекотина која што не крвари, секогаш е исто правилото, нели да се запази тој како да кажам феномен на исчистување на раната. Значи секако мора да се исплагне со обилно со чиста водичка и ако има некоја ерозија посекотина да се стави стерилна газдичка. Ако е раната со крварење, треба да се направи дигитална компресија. Значи со два прста притискаме на местото на повредата и чекаме да запре крварењето. Ако се работи за да речеме некоја друга повреда во смисла нели со хематом со модринка, потребно да се држат ладни облози барем првите 10 на 15 минути за да се намали спречување на отокот. Ако се работи да речеме сомнеш за фрактура, тука е малце посериозна работата. Како родителите ќе препознаат дека се работи за фрактура, значи прво има силна болка, потоа се јава голем оток,
се јава деформитет на местото, значи добива некако поинаква форма местото во однос на претходно и има ограничени движења. Значи, ако имаме некој од овие симптоми, тогаш имаме сомнеж за фрактура и тука не би требало нешто многу да чепкаме, правиме само имобилизација, ставаме ладна облога, не директно на кожата, него преку ладна крпа и нели одиме до најблискиот ургентен центар за рентген, до натамошни доиследувања и понатамошна дијагностика да се потврди или да се исклучи фрактурата. Во однос на другите состојби каде што рековме имаме појава на сончаница, топлотна исцрпеност, основното е да се повлече детето од топлата средина, да се стави во разладена просторија, да се лади со вентилатор или климатизирана просторија, да се прават ладни облози, дали со ладна крпа, буквално да се завитка детенцето во ладен мокар чаршаф и ако е во состојба да пие, да се пие, да се нуди течности голтка по голтка. Кај каснатини, да речеме, од инсекти, обично се држи ладна облога и секако ако се развие некоја поголема реакција во смисла на уртикарија, битно е да се даде антихистаминско сирупче, да се намачка локално крема и секако да се побара повторно лекарска помош, зашто алергиските реакции може да бидат и доста сериозни. Потоа во однос на овие што се згазнувања, да речеме, на морско еже, исто има некое правило. Секогаш да се извади детето од вода, да се исплакне добро раната, тоест боцнатите местенца со ладна вода и со сапунче и потоа внимателно со пинцета, ако сме во состојба да се изведат трнчињата. Некогаш ако се мали парченца можат и сами од себе да излезат, меѓутоа некогаш да направат силна болка, температура да направат локално и да мора да се посети лекар или да се изведат повторно во медицински центар. И болките во ушите, исто така ја споменавме, бидејќи мене често ми се случува, не само на децата, туку и на возрастните, се непријатни, можеби не се толку болни, колку што се непријатни тие болки. Зошто доаѓа до тие болки и како во моментот, некој вели топла крпа или ладна крпа, има некои народни верувања што треба да се направи во тој момент, додека да дојде повторно ќе кажеме докторот или додека се опатиме до ургентен центар. Значи, влегувањето на вода во увцето, а водата во базените секако не е идеално чиста, останува во надворешниот ушен канал и прави погодни услови да се развие бактерија и прави воспаление. Најчесто е воспалението надворешно, значи надворешното ушно каналче. Меѓутоа прави јака болка, прилично незгодна, на допир на увцето реагира детето, па дури ако се потегне увцето нагоре исто така прави болка. Помагаат, значи, која е превенцијата? Значи да се со суво пешкирче да се впие остатокот од водичката, да не останеме да заглавува вода внатре и обично бара третман со антибиотски капки. Понекогаш комбинација на антибиотик со кортикостероид. Но исто како знак на аларм, ако болката е силна, ако има исцедок од дувото и ако има висока температура, повторно посета на лекар. Тоа се тие алармантни ситуации кога веќе ништо не можеме ние да превземаме, потребно е да се појде на лекар. Јас ви благодарам за одвоеното време, верувам дека сите овие совети многу ќе им бидат корисни на родителите, кои што сега можеби не следат, а допрва ќе појдат на одмор и ќе ги применат сите овие совети кои што ни ги кажавте. Благодарам. Така, благодарам и на вас.